Сакам да прашам премиер, најавте економска година. Светска банка даде помали проекции за растот на македонската економија, германците не се многу задоволни од климата, капиталните инвестиции слабо се реализираат, значи тоа е од првиот квартал. Се уште ли очекувате економска година, а и ова е темата и на панелот, за да се поттикне економијата? Ќе има ли економска година? Еве, некои ќе кажат дека сум оптимист, но мојот оптимизам и досега сум го потврдил во многу и политички и економски аспекти на дискурсот и дебатата во нашето општество. Очекувам над 4% раст во првиот квартал, кој што и како е надежно дека ќе го постигнеме проектираниот раст од 3,2%, кој што го имам во буџетот. Јас се разбирам германско-македонската комора, која што со право реагира на нас социјалдемократите и левичарите, тоа одредени мерки ги носиме до наша обврска како владата покрај бизнисот и економијата и солидарноста, помагање на сиромашнијата. Верувам дека сите заедно уште на пресекот на ова полугодие ќе видиме дека е вин-вин ситуација. Добиваат и посиромашните, добиваат и деловните луѓе и економијата. Светската банка ги следи трендовите се кои што се случуваат. Јас само ќе ги кажам трендовите кои што на нас не дават досега за право да останеме на тие стојалишта и би кажал дури и повеќе. Ќе ги поминеме тие бројки од 3,2%, од причина што февруари месец индустријата расте со 7,5%, јануари порасне со 11%, еве го заокруживме просекот на овој прв квартал, јануари, февруари, март. Вкупните инвестиции капитални во патишта се за 300% зголемени, од 980 милиони денари инвестиции лани во тој квартал, сега се на 2 милиарди 980, значи 312%. Синоќа касно го добив податокот на увозот и извозот од индустријските зони од тирзовите. Тоа е на 25% зголема. На 25%. Уште еднаш потенцирам. Сето тоа се сериозни индикатори кои што ќе кажат дека нашата економија и како чекори со забрзано темпо. Дури оваа конференција од прилог на тоа. Креативноста која што ќе излезе, јас верувам дека ќе биде дополнителна динамика на развој. Видовте дека во полен интензитет се гради гасификацијата во државата, железницата е целосно ослободена и сето тоа е 75% од капиталните инвестиции на државата. 25% ги придвижуваме водоводите, канализациите, градинките, училиштата и нивната реализација ќе стигне, така да само со засукани ракави, со добра работа, верувам дека можеме да ги пробиеме дури проектираните параметри кои што ги имаме како буџетски проекции. Дали македонската економија реформите ги спроведува што се потребни за економската унија, значи на патот кон и како ги спроведуваме и многу често наидуваме на критика на она која што значи реформи, дел од граѓаните, дел од стручната јавност, дел од експертите, но ние нема да застанеме пред реформите. Кога зборуваме јавно-приватно партнерство во здравството, мора да го направиме. Заради тоа што ниту еден одржлив систем нема да го дозволи Европската унија. Дали е тоа приватен сектор, јавен сектор или слично, мора да има компетативност, мора да има одржливост, мора да има зголемена продуктивност за да може да се бори на глобалниот европски пазар. Ако не, нема намера државата да дотира од буџет за да може тоа да обстојува. Во тој дел реформите ги следиме пред се понесени, подучени од стручните луѓе. Стопанската комора на Северна Македонија, Северозападна Македонија, Сојузот на стопанските комори, Германско-македонската комора и другите комори кои што функционираат овде. И еве да ја спомнем и комората на IT техничарите, на информатичките технологии. Сето тоа ние школа, го прифаќаме, учиме. Главната задача ни е како да ја направиме многу по-ефикасна, професионална и ефективна јавната администрација. Тука ни се слабите карики, другиот дел на флексибилноста на системот е генерално поставен. Јас верувам ќе јакне нашата капацитетност и конкурентност како економија. Силјановски река реагира дека го фаворизирате Пендаровски, а сте премиер на сите граѓани на земјава, нели? Ајде да кажеме дека тоа го правите надвор од работното време. Волонтерски? Јас сум и претседател на Социјалдемократскиот сојуз и секако имаме право да имаме своја определба и став. Јас сум еден од двигателите на левицата и на владиното мнозинство. Ние направивме соодветно на уставот и законите во нашата земја избор за кој што кандидат стоиме и јас стојам отворено, честно, јавно за целиот концепт на Стево Пендаровски, за Стево Пендаровски, заради тоа што не само што е моје право, туку е моја обврска и должност да поддржам концепт и кандидат на овие избори. Респект и почит према сите кандидати, никогаш никого не сум подценувал, но граѓаните треба да изберат помеѓу понуди и концепти. Сакам да испратам апел да се дадат понуди на граѓаните, а не само да се зборува во празно, да се зборува за некое минато или слично,
па дури и кога се зборува за минато, убаво да се оградиме од тоа минато, како што господјата Силјановска тоа впрочем и не го прави. Така да во таков еден аспект јас очекувам позитивна кампања, заради тоа што и да беше 1 април, беше ветено од господјата Силјановска и господинот Мицковски, колку и да е денот на шегата, на нас не ни е до шега, треба да имаме позитивна кампања за да може граѓаните да изберат вистински концепт и вистински претседател, кој што е по устав и по закон првиот човек на нашата земја.